бараме. Синџирина исхрана. Синџирина исхрана. Синџирина исхрана. Овде треба да ни имаат, имаме тука сега еден многу важен час, тоа е синџирна исхрана. Да не забораваме дистанца да држиме? Држиме ние дистанца, но никој не ни ставил синџирна исхрана во нашата смарт табла, паметна табла. Еве учителката додека да ни го донесе овде синџирна исхрана. Ај, поздрав. Ај. Так. Синџирна. Кажи ми, ова кога сме што мислиш ти дека значи синџирна исхрана? Па, не знам, јас синџир знам, едни рапери носат големи синџири, вака со крстови. Ма не, тие не ги јадат. Како не ги, па не ги јадат. За синџирна исхрана, најверојатно некоја поврзаност на една храна со друг. Што е синџирна исхрана, наставничке? Па знаеш ти дека имаше такви работи, парички што се јадат, како мислиш синџири не се јадат? Може има синџири чоколадни што се јадат? Синџири со чоколадни. Па имаше парички што се јадат, зашто нема синџири? А учителке, што е синџирна исхрана? Вие кажете ми? Поврзаноста помеѓу организмите во природата најмногу се чувствува преку синџирот на исхрана. Значи, сега ќе погледнеме интересна презентација и убаво ќе ги објасниме сите нешта кои што... Да. А па овде имаме едно кој што не знам дали... Ти ли знаеш што е синџирна исхрана? Па, не знам, еве, двај чекам да видам само да го ставиме ова овде. Сакаш помош, пошто јас се разбирам во технологија. Се разбираш во технологија? Да, јас сум супер. ту. Ајте, мола, внеси го. Еве, се појави. Да. Сега би требало да го најдеме. Синџир за исхрана. Инаку ние наставнички препорачуваме на нашите другарчиња додека седат дома да се хранат со малку поздрава храна, со притежно овошје и зеленчук, да не јадат онаква мрсна хамбургери, сендвичи, пици, така нешто посвежо и поздраво. Така? Тоа би го препорачале и вие. Да, како биолог, тоа ние и во склоп на содржините што ги учиме. Ајде. Јас не... Да заедно да најдеме начин. Што треба да најдеме, Лука? Начин за отварање на синџирна исхрана. Чекај вака. Се синџирна исхрана. Ова, чекај како се прави на ова десен клик. Исто време джинкс. Да. Десен. Ова е комплицирана задача. Ова мора да го размислиме и да го направиме. Аха. Ја стварно треба да... Чекај, вака. Овде на селек нема таква нешта. Лука, па ти си јутјубер, те молам помогни да го отворим ова. Ова е многу тешко за мене, не знам. Можете наставнички вие додека се обиде Лука да го отвори, да ни објасните вака со зборови, а не со слики, што е синџирна исхрана. Може, нема никаков проблем. Убаво беше да биде нели така, на таков начин, затоа што сликовито во природни науки и во биологија, сликовитото е многу... Визуелното е многу да се запамти. Така е, точно така. Кога зборуваме за синџирна исхрана, потребно е да знаеме дека во природата сите живи организми имаат потреба од храна. Храната е неопходна за да може да ги извршуваат сите секојдневните активности кои што ги имаат. Независно дали се растенија, дали се животни, дали е човекот. И таа храна им помага за да можат навистина да се движат, да растат, да се развиваат на еден цвет, за да може цветот да расцвета, потребна му е енергија. Таа енергија мора да ја добиваат преку исхраната. Дали знаете како се пишува овде? Но или не? Не, чека, овде беше некаде. Ево, нема. Што направи? Сега, појмарам.
Не можам ништо. Тоа е. Продолжете, наставничке. Не можам да го отворам. Ама имам една друга идеја. Уствари, чекај да пробам само шеднаш. Јас имам една идеја. Дали вие се сеќавате што имаше во таа презентација, Да. така? Да. Па ние можеме овде да ја направиме на лице место. Ајде да ја Можеме направиме. Да ја направиме. Ние можеме да најдеме креативен начин како да ја направиме презентацијата што била внатре Така. во фајлот, да ја направиме овде. Да. Добро. И после снимиме YouTube видео. Бум, бум. Еве, имаме, например, вака. Имаме три три организми. Едното е морков, другото е зајак, третото е лисица. Одберете си кој што ќе биде. Јас сум лисица. Добро, Морковче. добро. Јас останувам да бидам зајакот. Така. Еве, повелете едно клопче. Добро. Можете да ми го подадете клопчето. Да го земам, Да, вака, да, крајот. Така. Добро. Јас сум морковчето. Добро. Лука. Лука, Сега. Јас кај сум? тука. Добро. Ете така. И сега имаме некаква поврзаност. Сме поврзани во некаков синчер. Да. Ама јас и Лука не сме поврзани. Не. Јас сум лисица, така? Така. И во синџирите на исхрана имаме одредена законитост. Така. Секогаш имаме прв член во синџирот на исхрана и секогаш тоа мора да биде растение. Во случајот морков. Вториот член на синџирот на исхрана мора да биде животно, потрошувач, ама мора што да биде јаде? кревоја. Кој што јаде, Така е. јас го знам, така е. Така е. А третиот член може да биде сештојат, може да биде и месојат. Со оваа поврзаност, ова е едноставен синџир на исхрана. И со оваа поврзаност се покажува кој кого јаде. И сега стрелките, кога ги пишуваме шематски приказ на синџир на исхрана, стрелките ги пишуваме од растението кон тревојадното животно, животно. па кон месојадното. Сега што треба тука, многу што е важно. Зошто секогаш растенијата стојат на прво место? Зошто се важни? Затоа што Растенијата се важни само заради тоа што ја обезбедуваат храната за сите живи организми на нашата планета. така. Тие се единствени организми во природата кои што од неоргански материи, од нешто што воопшто не ни мислиме дека може да создаде храна, тие успеваат да ги спојат тие материи и да создадат храна. Растенијата го можат тоа, имаат ексклузивно право на тоа и најубавото е во тоа што никој друг не може тоа да го направи. Затоа се многу важни растенијата. Значи, тој процес се нарекува фотосинтеза и при тој процес користат јаглероден диоксид од воздухот, она што е штетното наше, водата од почвата ја земаат и во листовите овозможуваат да се создадат шеќери. Но не може тоа така да го направат самостојно. Потребна им е многу голема енергија од сонцето. Така. Значи, фотосинтезата е процес кој што се одвива преку ден, додека има сончева енергија, но продолжува и во текот на ноќта, кога се создаваат, кога се синтетизираат тие шеќерите. И со тоа обезбедуваат храна на сите други организми. Затоа се нарекуваат произведувачи или продуценти. Продуценти. Така. Произведувачи, нели произведуваат нешто. Јас кога гледам некои филмови и пишува на крај produced Продуцент, by, така, ствари има така. продуценти кои што го произведуваат филмот. Значи Така е, тие се така е, Ау, ете. Продуцент произведувач. Така. Така е. Во законитоста на синџирите на исхрана секогаш мора да постои втор член. Јас сум вториот член, тревојат или хербивор. Херба, нели растение, растение. така. И секогаш тие се исхрануваат со растенијата. Тие дали се важни во овој Втор член и секогаш на тоа место си стојат. Во синџирот на исхрана, кога ќе напишеме шема на синџирот на исхрана, секогаш стојат како втор член во синџирот на исхрана. Важни се заради тоа што се исхрануваат со... Како мислите важни се прават важни, се изверуваат важни нешто се и- заради тоа што представуваат храна на сите останати. Понатаму што јасно, се... јасно. Да. И понатаму
третите членови, кажав јас дека третиот член може да биде и сештојад, може да биде и месојад. Месо. Па да ги објасниме двата поими. Месојади представуваат сите оние организми кои што се исхрануваат само со месо, а сештојади или претходните се нарекуваат латински карнивори. Значи, хербивори се тие што Јадат тревопасни, растенија, да, а тие карнивори се тие што јадат месо. месо. Така е. И така, и уште едни има, а тоа се сештојадите, и тие се наречени омнивори, бидејќи јадат се. Јас Тоа што јадат, што значи се И растителна и животинска храна, например кокошката. А чекајте, ние сме сештојади, ние сме омнивори, Така ние е, луѓето. така е, точно Дали си го така. знаела тоа, Лина? Па да, сум го знаела, Лука. Како јас не сум го знаела сега. Се што јади сме, да. И понатаму синџирот може да продолжи. Сега во овој случај завршува со лисицата која што е карнивор, и но ако има некој организам кој што може да биде изеден, може да биде плен за некој друг организам, тогаш синџирот продолжува. Значи, ако има некој кој што јаде лисици, Така кој што е, ќе ја така. изеде лисицата, која што е, иначе лисицата е многу итра, Така. нема никој да ја изеде, ама еве да речеме, Да. ако има некој што ќе изеде лисицата, тогаш ќе се продолжи синџирот ни исхрана. Така, за Еве уште да речеме, еден мојата член. една рака е лисицата. Ето. Ако Така. да речеме, лисицата може да биде изедена од лав, Така, Да. може, да. лисицата тогаш лавот ќе биде следниот на Да, синџирот. Ако следниот. лавот може да биде изеден од нешто може да биде лав. Толку. Од диносаурус. Што може лав да биде изеден? Нема. Толку. Се имаме уште еден член на синџирот на исхрана. Тоа му доаѓа никаде после лавот, но не секогаш. Односно, не можеме секогаш така да кажуваме. Што значи тоа? Ако, например, почнува синџирот со продуцент, односно со растение, Добро. јас сум тревојад и сега по некоја случајност тука ќе заврши синџирот на исхрана. Зашто го скинавте? Ете се случува и Затоа што такво ти нешто, си- завршува синџирот на исхрана. А јас имам најлошата улога овде. Најлошата Поради улога. нешто. Ќе изумре организмот, му се случило нешто. Тука на сцена доаѓаат разградувачите, односно редуцентите. Значи може да заврши синџирот на исхрана тука, може да заврши таму, може тука да заврши синџирот на исхрана. Да не стигне Но воопште секогаш во... да не крвоворите. продолжи. Значи секогаш кога завршува синџирот на исхрана во некоја состојба, тогаш имаме односно тогаш доаѓаат на сцена редуцентите, за да може да се разгради таа органска материја, односно да се разградат мртвите организми. Што се тоа редуценти? Редуценти се најчесто се габите и некои видови на бактерии. Кои што Тие- помагаат да се редуцираат, да Така, да се редуцира. обноват како би му дошло да се... Сега ќе ви објаснам. Значи, кога некој организам ќе Да се изумре, уште има уште има храна во Така. него. Тие си се хранат со таква мртва органска храна. Добро. Ќе си се хранат, но при тоа успеваат да ја претворат таа материја, односно создаваат минерални материи и вода кои што во почвата ги складираат. И сега замислете растение кое што со корените се наоѓа тука, си ја црпи таа И пак се И пак враќа се назад. враќа. така, кругот Значи пак. редуцентите се битни за да се сврти кругот пак. Да се Точно враќа така. назад. Добро. Тогаш имаме кружење на материјата во природата. Да. Тоа е многу важно за природата. Значи секој синџир на исхрана е всушност круг Круг. кој што повторно се врти и се повторува. Точно не така. помеѓу истите Материјата, животни, така. ама синџирот е тој. И убаво е да напоменам во врска со енергијата. Енергијата е секогаш различна низ Јас имам многу членовите. енергија. Јас сум Низ многу членовите енергичен. на синџирот на Евелина исхрана. знае. Бидејќи, да, енергијата кога доаѓа од сонцето, таа најмногу се искористува од растенијата. И таа е во вид на сончева енергија. Растенијата сета таа енергија ќе си ја абсорбираат, за да може да почне процесот на фотосинтеза, ама и ќе ја складираат. Затоа всушност нас ни е важна храната растенијата што ја создаваат. Односно, во шеќерите има скриена енергија, скриена сончева енергија, која што сега се нарекува хемиска енергија. Да. И са ние кога јадеме нешто, растенијата, животните кога ќе се исхрануваат со растенијата, си ја користат таа енергија за нив. Но различна е. Најмногу имаат растенијата
таква енергија бидејќи директно од сонцето црпат. Потоа, вторите членови нормално дека се први искористувачи на растенијата, имаат исто така доволно енергија, опаѓа енергијата, но сепак имаат доволно. Но како оди синџирот на исхрана кон крајните членови, така енергијата опаѓа. Значи јас имам најмалку енергија од сите тука. Морковот има највеќе енергија. Така. Вие имате, вие сте зајак. Јас сум зајак. Вие сте зајак. Вие имате помалку енергија, а јас имам најмалку енергија кога би се поврзал пак на синџирот. Значи, Така. вака, кога тоа би го преведеле во она како ние како Превеле ли? Превеле, се извинувам, кога тоа би го превеле во нашиот нешто секојдневие, односно ако јас јадам повеќе моркови, значи дека ќе имам повеќе енергија отколку ако изедам некакво ако јадам месо за ручек. Или така? И е поздраво, така? И поздраво. И тие шеќери кои што ги има морковчето се многу важни и имаат многу хемиска енергија. Да, ама и месото е важно, затоа што дава некои други работи што ги немаат растенијата. Мислам дека треба балансирана исхрана. Балансирана исхрана, така, најдобра исхрана. И од растенија, и од зеленчук, и од месо. Точно така. Па видете вака наставничке, не знам за децата пред телевизорите дома, ама на нас не ни недостигаше она презентацијата со животните. Ева јас играв морковче, Лука играше. Што играше? Лисица. Има многу интересни игри исто, пак морам да споменам, едукативни и интерактивни игри на тие едукативни страници кои што се за жал се на англиски, но децата се толку вешти во сето тоа, па имаат на пример да си состават синџирна исхрана, па грешките им се Дали може за домашно нешто да им дарите на децата? Да, Зашто треба да привршуваме со часот? Зошто вака не направат некоја игра со членовите на семејството? јас имам еден челендж за сите. Ајде, Лука. Значи, дали ќе можат сите лукери, лукзилери за една минута да раскажат цел синџирна исхрана или било која лекција по нивен избор. Во една минута, тоа може да се сними, може да не се сними, може да биде игра по дома. Значи, во една минута да се објасни, да се направи цела една лекција. Тоа е мојата задача за сите лукери, уште една задача, денеска сум полно со задачи. Да. А јас ќе пробам, може ли да пробам за 5 секунди? Еве, 15 да објаснам синџирот на исхрана. Може. Јас сум лисица, ти си морков, ти си зајак. Ти растеш, зајакот го јаде морков, затоа што му треба на него. Јас како лисица го јадам зајакот, зашто мене ми треба. Мене ме разградуваат габите. Чека, лисицата го јаде морковот исто? Може да го јаде? Не може, лисица. Немаме таков спој. Немаме таков круг. Лисицата, габите и бактериите разградуваат лисицата после нејзината смрт. Точно така. И тогаш морковот пак се црпи од тоа што минералните материи заедно со водата, пак расте и пак ги се вградува, ги вградува сите тие материи. Браво, научив му уште една важна лекција. Браво. Одиме понатаму.